Здраво, Македонија! Се надевам дека сте подготвени за уште едно интересно издание на Листа за 300 квиз на знаење и надмудрување, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Стандардно, како и секогаш, прво започнуваме со запознавање на денешните надпреварувачки парови. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам домакините во денешното издание, а тоа се Даниела и Александра. Повелете! Даниела, здраво. Александра, здраво. Здраво. Добре, дојдовте, на моје огромно задоволство. Повторно во Листа за 300. Како сме денеска? Добри. Добри. Расположени за уште една партија од Листа за 300, за уште едно соочување со темата од нашата листа? Да. Да. Затоа сме тука. Точно така. Денеска по трет пат, ако продолжите со победничка низак, имате право на уште две учества во Листа за 300. Се надевам дека сте подготвени за тоа. Но како и секогаш, така и денеска имаме нови надпреварувачи, што значи ќе треба да победите во уште две нови лицитации. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Се шегувам. Знам дека сте подготвени секогаш. Минатиот пат не знаев како да викам домакинската кабина, ќе биде повторно домакинска кабина, но вас ќе ви се обраќам со домакинки. Може така? Може. Да го смениме значењето на зборот домакинка, сите кога ќе им каже збор домакинка се мисли на чистење, на средување на такви работи, а тоа е уствари учесник во квиз Листа за 300, така ли? Женски учесник во квизот Листа за 300. Кој победил во претходната? Да. Кој победил во претходната? Така ќе смениме, ќе го смениме значењето на домакинка или титулата како сакате. Убаво звучи. Точно така. И има како и финансиска тежина има поголема. Да. Женски, шала на страна, шега на страна. Ви посакувам многу среќа. Ваша е домакинската кабина. Повелете. Благодарам. Благодарам. А секако, за да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници. Започнуваат како предизвикувачи, а дали ќе станат домакини, останува да дознаеме. Прво, да ги поздравиме Љубиша и Владимир. Повелете. Како сте, господа? Добро, вие? Добро. Одлично, дали сме расположени за игра денеска? Па, мора да сте. Секогаш вака ми одговарате со па, ама после се испоставува дека сте спремни и расположени за игра. Ајде кратко да ги освежиме нашите гледачи, кои сте, како сте, што сте, од каде доаѓате. Што сакате вие да кажете тоа, да не ви извлекам одговори? Јас сум Љубиша Мирковски, пензионер. Уште пензионер? Не се работи во меѓувреме. Немам работичка. Кажи, да. Не се ни сомневам во тебе, Љубиша. Како животот пензионерски? Убав. Убаво. Да. Да, си на работа во животот, сметаш ли дека си на работа? Не си на работа, уште работа. Уште. А кога би имал шанса, дали би продолжил со работа или не? Додека можам, ќе работам. Доека може да. Значи едноставно таков човек се каже. Дусов жив ќе работам. Тоа е тоа. Господине, Јас сум Стојковски Владимир, татко на две керки, дедо на две внуки. значи весело во Пензионер, дома. да. Супер. Пензионерските денови не ги поминуваш во одмарање. Не, работам. Работам. И ти работно, Владимир. И ти ли си таков човек како љубиш исто? Не се доседува дома. Не се до сега. Дедо ми имаше една израка на времето, викаше човек е жив се додека работи. Моментот наводно според него беше кога ќе се залегне дома дека тоа е тоа. Па има вистина во тоа. Има вистина во тоа. Ке вие се надевам дека ќе дознам јас. Ке дочекаме пензија, животот ми е пензионерски до некаде. Господа, дали сме спремни за една партија Листа за 300? Да. Да. Нормално. Почувате како предизвикувачи. Дали ќе станете домакини, ќе земете домакинската? Ќе се види. Ќе видиме, така ли? Ќе се потрудиме па сега. Здраве. Не се ни сомневам во вас. Со среќа во продолжение и повелете во предизвикувачката кабина. Даниела и Александра, односно Љубиша и Владимир, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме истите дали работат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму на рад. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакинките, тоа се Даниела и Александра. Љубиша и Владимир, дали се слушаме? Да, се слушам. Да. Љубиша, ме интересира, знам дека возиш велосипед точак, како сакаш. Да. Дали денеска дојде со точак? Со точак. Секоја чест. Ништо не те спречува? Не, и 30-40 години возам. Да, примарно превозно средство ти е точакот.
Дека мене ми е исто само во инцидентни ситуации кога треба и гардероба да носам за снимање на листа за 300, за жал доаѓам со кола или автомобил како сакат, иначе точак од велосипедот како сакате, викајте го Затоа ми сум е. ваков. Нами, јас затоа сум ваков. Така е. Ти си ми пример. Така. Ако имаме некаков проблем, знаете во продолжение, слободно да ми кажете. Ако нешто не е јасно во врска со темата, не сте ме слушнали како што треба, да ме прашате. Договорено? Со среќа уште една, сега ќе исклучиме и нивната кабина за да провериме кабината на Даниела и Александра. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Да, баш ми е мило. Расположени за игра денеска? Расположени. Да. Стимул ви се парите. Видовте дека не е тешко да ги освоите. И сега ви се враќате насмејани тука. И тоа ме радува многу. Сериозно, тешко ли е да се стигне до самата листа да се освојат пари во нашиот квиз? Секогаш зависи од противниците, од тремата, Значи, од денот. повеќе фактори се, не може да кажеме индивидуална е секоја партија. Ништо, така и ќе продолжиме. Тоа е интересното во квизот. Може да започнеме? Може. Ви благодарам. Драги гледачи, ете сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, плюс на сето тој Даниела и Александра ми дадоа зелено светло за старт. Па, да не должиме повеќе, како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Машки презимиња на И и К. Имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба презимето да го имаат најмалку 5 наши жители. Повторувам уште еднаш, бараме машки презимиња на буквите И и К. Даниела и Александра, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Љубиша и Владимир, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете дека при првата лицитација први започнуваат со надавање или со лицитирање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Љубиша и Владимир. Да исклучиме кабината на домакингите. Љубиша и Владимир, кога ќе имате понуда, повелете. 5. 5. Стартуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. Едно повеќе 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. Нека одговара. Да одговараат. Јас сум секоја за повеќе надавање. Да За тераме, повеќе, ама сум погрешил, се покажа дека немало вистинска формула за тоа. Ќе видим. Точно така. Ќе видиме сите во продолжение. Даниела и Александра, никако рад да видите, се вие одговарате. Сериозно, знаете ли дека од кога почнавте, од кога сте дојдени во листа за 300, дека цело време вие одговарате. Трети пат сте тука. Значи, кој ќе му дојде 1, 2, 3, 5 и со пеналите, не можам ни да избрам. Многу. Браво! Се надевам дека ќе продолжите успешно и во продолжение. Имаме тука 22 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни машки презимиња на буквите И или пак К, ако сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Илиевски. Илиевски. Така е. Илиевски. Илиевски. Така е. Илиев. Илиев. Точно. Истатов. Истатов. Од фудбалер. Така е. И имаш и хотела го, не се лажам, така? Или не? Да, Да. мислам да. Еве секогаш Во нешто Дојра. ново. Да, иначе станува збор за голманот Истатов. Еве, да, Александра да кажа. Благодарам. Повели.
Ибраими. Ибраими. Така е. Имери. Имери. Точно. Исоски. Исоски. Исоски 78 во Македонија го носат тоа презиме, што значи точен одговор. Коцев. Коцев. Така е. Коцевски. Коцевски. Така е. Кузмановски. Кузмановски. Така е. Да кажеме без Ајде, да. Коцевски да кажеме. Да. Коцевски. Коцевски. Коцевски, точен одговор. Кузмановски. Кузмановски. Така е. Кузманов. Кузманов. Точно. Крстев. Крстев. Така е. Кириловски. Крстевски. Ќе кажеме Да, Крстевски. да. Крстевски. Крстевски. Така е. И Крстевски. Крстевски. Точен одговор. Кајмаковски. Кајмаковски. Та не само тој еден Кајмаковски. Вери детето. По тој сме сигурни. Тој се надеваме нели родителите, она дека носат исто презиме и точен одговор. Така е, Кајмаковски точен одговор. Климовски. Климовски. Триесет и пет го носат ова презиме во Македонија, што значи Климовски, точен одговор. Костадиновски. Костадиновски. Нека одиме тоа. Така е. Како тоа доли? И ова безва. Костадиновски. 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 Така е, уште две. Камчев. Камчев. Така е. Камбовски. Камбовски. Камбовски доктор беше, што беше Камбовски? Да, и член на МАНУ, мислам. Точно. Професор. Професор Камбовски, така, готово се врати. Камбовски последен одговор за Даниела и Александра. Во Македонија, Камбовски само 10, но доволно за одговорот да биде прифатен како точен. Даниела и Александра, честитки за првиот освоен поен денеска. Знаете дека не можете многу да се опуштате, да се релаксирате, затоа што Јасно е. следи веднаш втората лицитација, а и самите имате искусено како можете работите веднаш да се променат. Но тоа не го менува фактот дека имате водство од 1-0. Честитки. Љубиша и Владимир. Добро одиграно, може би да ја изигравме уште плюс некое надавање, ке им ги поматевме сметките. Вака предноста е кај нив, но ништо не е готово. Знаете дека имаме уште една лицитација и се може веднаш да се промени, затоа сконцентрирано во продолжение и храбро. Јас да прочитам дел од оние машки презимиња на буквите И и К. Пред да продолжиме понатаму, тука ги имаме Илиев, Илиевски, Илков, Илиев, Ибраимовски, Ивков, Ивановски, голем поздрав до моите другари Ивановски, потоа Изети, Икономов, Икономовски, Имери, ги кажавме, се извинувам, Ковачевски, Ковачев, Ковачевски, Кокалиевски, Костик, Костовски, Крстевски, Крамарски, Крстичи, така натаму ги имало доста на овие две букви. Како што реков, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: птици од целиот свет.
Бараме видови на птици од целиот свет во наша транскрипција. Дали не е јасна темата? Ја пократко и појасно објаснување од Јасно. нема, да. Љубиш и Владимир, дали не е јасна темата? Да. Барам уште еднаш ќе повторам, видови на птици од целиот свет, но во наша транскрипција би ве замолил, нели да ги кажуваме онака како што на македонски се кажуваат, за да немаме проблем при барањето. Даниела и Александра, рековте дека ви е јасна темата. Да. Знаете дека при второто надавање први започуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Љубиша и Владимир. Што значи повторно вашата кабина, Даниела и Александра, ќе исклучиме, а Љубиша и Владимир, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Ајде со 5 почнем. Почнуваме со 5. 6, Едно повеќе 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 17. 18, 18. 19, 19. 20, Стигнавме до 20. 21, 21. 22, Едно повеќе 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. нека одговара. Кај одговараат? Ајде да видиме, Љубиш и Владимир овој пат похрабро отколку минатото надавање. Имаме 28 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни видови на птици од целиот свет доколку сакаме да го освоиме овој поен и нормално да играме за паричната награда. Даниела и Александра, кога ќе бидете подготвени, повелете. Само да потврдам нешто. Да. Ако е некоја птица под вид од... Да, може да се Цело. кажуваат. Може? Да. Тогаш ара да. Да, но треба да се каже точно. Името да не заборавим. Може да кажеме со ара, да почнеме со ара. па да, Ара, Ара, папагал, така. да. Така е. Точен одговор. домашни диви исто така не... Нема, да, нема никаква врска. Во Дали се ред, кокошка, кокошки, кокошка. Така е. Патка, Патка. Точно. гуска, гуска, Гуска. Така е. лебед, Лебед. Точен одговор. шатка, Шатка. Така е. ној, Ној. Како ќе му да е најголемата птица што не лета. Ној, точен одговор. орел, Орел. Така е. јастреб, Јастреб. Така е. сокол, Сокол. Точно. штрк, Штрк. Точен одговор. киви, Киви. Загрозен вид на птици кој што живее на Хаваи. Така беше? За кивито би мислам. требало. Клукајдрвец, Клукајдрвец. Точен одговор. кос, Кос или ќос. Кој е како? Точен одговор. гавран, Гавран.
Така е. Сврачка. Извини. Сврачка. Сврачка. Точен одговор, точен е. Станува збор за изговор во различни делови од Македонија, кој како растен, кај некој е страчка, кај некој сврачка и така натам. Повеќе сврачка е влечена ке србизам, но не е погрешно во кај нас го има истиот збор. Повелете. Ему, Ему. Така е. пингвин, Пингвин. Да, точен одговор. Од видови гулаби бел гулаб. Бел гулаб. Бел гулаб, 19-ти, точен одговор. врапче, Врапче. Така е. славеј, Славеј. Точно. чавка, Чавка. Така е. ластовица, Ластовица. Што си отидоа веќе? Мене ме жал. се уживаат. Да. Лебед, кажавме, Само момент, сега ќе проверам. Да, кажа не лебед. Уште 5. Ајде да видиме. Сив гулаб. Сив гулаб. Како има бел. Сега ќе проверам. Сив гулаб, 24-ти точен одговор. Даниела и Александра, само би ви рекол во продолжение да бидете внимателни. Да не нема случајно та боја што мислите гулаб или пак птица, бидете внимателни. Ако имате, не знам како сакат играете, но тоа е моја препорака. Да. пеликан, Пеликан. Така е. галеб, Галеб. Само да проверам, не го кажавме преска Галеб. гулаб мислам дека кажавме. Само момент, може Галеб или... Добро, да. Да, сега ќе проверим. Не ја кажам, во право сте. Значи Галеб. Така. Точен одговор. Корморан. Корморан. Тие што живам да ги гледам кога се шетам на кеот на Вардар, има доста корморани. И на Преспанско езеро има кај нас доста корморани. Тоа ме радува. И пеликани, што е најинтересно. И последниот одговор кој ќе биде? Кукавица. Кукавица. Ме погледнавте мене и ви текна на кукавица. Срам да ви. Чекај да видиме. Кукавица. Знам за песна Кукавица од една изведувачка од соседството. Па да се надеваме ја Хит на препишуваме. времето, да. Кукавица. Кукавица, 28 точен одговор за Даниела и Александра. Браво, секоја чест. Благодарам. Повторно со одговарање самите се одлучивте за вашиот резултат и секоја чест за истото. Повторно ќе ве повикам на главната сцена, но прво да се поздравам со вашите предизвикувачи, Љубиша и Владимир. Вратите на листа за 300 ви се секогаш отворени. Се надевам дека повторно во блиски иднина ќе се пријавите и повторно ќе се дружиме и секако ќе оствариме попозитивен резултат. Но за жал сега морам да ви кажам чао. Пред да продолжиме понатаму, да ги прочитам оние птици од целиот свет кои што можевме да ги кажевме. Тука ги имаме албатрос, билбилче, буф, врани, потоа грлица, гугутка, дроздови, дропји, звингалки, ибис. Има повеќе видови на јастреби како еја, осојад, луња, какаду, канаринец, орел, каде што постојат повеќе видови патки, исто така има повеќе видови пупунец, рајска птица, розен колис, секретар, сипки, сколовранци и уште многу други видови. Сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Даниела и Александра да ми се приклучат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме по поуздан. Даниела и Александра ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочам со денешната тема.
Но пред да започнем, пред да ви ја кажам темата, знаете дека мораме да протрчаме на брзинка низ нашата листа. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Имам тука темата, многу интересна тема, не знам како стоиме со филмови, гледаме филмови? Зависи. Зависи кој. Ова е еден од моите помилени серијали на филмови. Се надевам дека ги имате гледано или пак барем дека нешто ви прошетало пред очи дека ќе ви текне. Слушајте убаво. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема актери и актерки во серијалот филмови за Бетмен. Бараме имиња на актери и актерки кои играле во филмовите за Бетмен и кои беа снимени во 80-тите, односно во 2000-тите години. Првите 4 беа со наслов Бетмен, а последните 3 како Темниот витез. Последниот филм имаше премиера минатата година. Вкупно беа 8 филмови во кои настапија плејада на славни холивудски актери и актерки. Морам само да ви појаснам, немојте да ги мешате со они актери каде што заедно глумат во Бетмен, тоа се понов серијал на филмови каде што Бетмен и Супермен се заедно, Флеш и останатите јунаци се во тие филмови. Дали ни е јасна темата? Да. Јасно. Сме ги гледале овие филмови? Да. Јас лично не. Така, ајде. Ќе пробаме со моја мала помош доколку заглавите некаде, може би нема. Има повелете, да не ве дефокусирам. Джордж Клуни. Джордж Клуни. Точно така, он беше еден од Бетмените. Точен одговор. Никол Кидман. Никол Кидман. Така е. Дени Девито. Дени Девито ја имаше он улогата на пингвинот. Негативецот, наречен пингвин. И трети точен одговор и 50 евра, што туку си ги обезбедивме. Сега, што правиме понатаму? Кој беше? Тебе сети се на некој? Ја. Суперхерои и јас, макар и козметика. Никогаш не си посакала да биде суперхерој? Суперхеројка? Не. Да, Што се ама не сум ги гледала. Да. Тоа принцезите од Дизни. Која би била Ота. твојата супермоќ? Телепортирање. Добре. Ја реков ќе ми кажа учество на квизови. Тоа беше втора. Читање на таблети. Така. Што ово ќе беше сега. Во оваа ситуација, да, пак се ја ќе помогам. Има многу познати актери. Значи, има еден многу познат комичар кој што беше посебно актуелен во 2000-тите години. Едно време мене ми вика дека сум личил на него, ама јас не се сложувам со тоа. Адам Сендлер има игра на тие. Лупам само познати актери што ми текнува. Шварценегер беше во еден од последните. Добре, еден Мисле, имаш. Даниела? Како негативец. Хали Бери, не знам дали беше во една од Жена мачка каде што беше. Ама дали тоа беше во Жена мачка или беше во Бетмен? Во Бетмен беше една друга многу позната актерка. И како старе, се побава и побава од ден на ден. А веќе има околу 60 на години. Кетрин Зета Джонс. Таа ти е сигурна? Не. Се обидувам да се сетам која е. Се обидуваш да се сетиш која е? Чекај, ја вака можам да ти асоцирам за друга една, ми е полесно отколку за жената мачки, има и две жени мачки, ама нема везе. Можам да ти асоцирам, дали си го гледала, може би некојаш филм од 9,5 недели? Со Ким Мики Рук. Бесинџер. Ете, така ќе ти асоцирам и од мојата помош. Да, оваа генерација исто така. Да. Колку имаме до сега имиња? Како рековме? Ништо, Шварценегер, Ким Бесинџер. Ајде уште едно име фали. Кажа пред тоа некоја. Не Не запомнив знам кој за кажа. Хали Бери дали не беше. Татко ми кој ќе гледа ова, да го поздравам татко ми сега. Да. Дали можда ви текнува, го викаат дека може би бил едниот од најдобрите негативци, но за жал почина при снимањето на додека се снимаш уште Бетмен, тој дел. Ајде, Не, кој не, ги имаш за не ми сега? текнува. Чекај, кои две ги имаш, Чекај, да кажи. Чекај, кои две ги имаш?
Ким Бесинджер и Арнолд Шварценегер. Шварценегер. И за кој се мислеше? Да, не можам да се За кој се сетам на мислеше? ниту еден како изгледаше. А на Робин? Не ти текна кој беше Робин? А за кој се мислеше? Како Хали Бери, женско. Да, се мислиш за Хали Бери? да, ама не. Не беше. Не ви текна кој комичар многу познат од тој период. Беше со многу јаки фацијални експресии глуми. Сега повеќе не го гледаме толку на екраните, ама беше многу актуелен негови. Кери да не беше. Джим Кери? Джим Кери. Беше? Да, Па да одиме? беше Джим Кери точно. Дали ти текнува во која улога беше Джим Кери точно? Енигма, Нешто со маска, прашалникот. не нешто и пак имаше маска или тоа на По филмот маска. фаците нема. мене ми текна. Така, ајде да видиме. Окей. Сега дали ќе одиме понатаму, дали не одиме, затоа што времето ни одминува. Шварценегер? Арнолд Шварценегер. Арнолд Шварценегер уште во серијалите на Бетмен познат како негативецот Мистер Фриз е четврти точен одговор. Потоа Джим Кери? Джим Кери. Джим Кери. Исто така познат во серијалите како негативецот Енигма. Е пети точен одговор. И кој ќе биде шестиот? Ким Бесинджер? Ким Бесинджер, шести точен одговор и честито 100 евра се ваши. Благодарам. Сега, женски, дали одиме понатаму или тоа е тоа? Не. Не. Да не се обидувам попусто. Да, Не Леле, верувам сега дека кога ќе ќе се ти сетам. прочитам, ќе ти текнат. Знам Сигурно. затоа што рече таа генерација која сме ги гледале овие филмови. Тука ги имаме Алиша Силверстон како Бет Грл во еден од тие глуми. Потоа Гери Олдман, Дру Баримон, Ен Хатаве како жена мачка. Колин Фарел, Кристо Донел како Робин, Майкл Кейн, Мишел Фајфер како жената мачка, потоа Морган Фриман, Томи Ли Џонс, Ума Турман и така натаму. А сега да ги прочитам и оние Бетмените уствари, кои што ги носи главните улоги. Тука ги имаме Майкл Китон, кој првиот Бетмен во 2 филма, потоа Вал Килмер, Џорџ Клуни, Кристијан Бел и Роберт Патисон. Тоа е последниот Бетмен. А преска кога сакав да ви кажам за еден од најдобрите џокери, што го сметаат за еден од најдобар џокер, тоа е Хит Леџер. За жал, почина при снимањето на тој дел од Бетмен. Што не ми останува ништо друго, што еднаш да ви честитам и да ви кажам дека на мое огромно задоволство, верувам и на огромно задоволство на сите гледачи, ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Што значи, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на Листа за 300. Тука некаде ќе ве поздравам, ќе ви посакам да останете во добро здравје и секако со програмата на Сител и да не заборавате, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!